на амандманот со кој што ќе обезбедиме еднократна помош во висина од 6.000 динари на лицата со попреченост и чинам дека колешката Питкова многу јасно и одлично го образложи овој амандман и сакам да верувам дека сите овде пратеници на вистина доволно го имаат разбрано амандманот и она што го кажа пратеничката Питкова. Имено станува збор за лица со попреченост кои што ние како пратеници се среќаваме тука и во собранието или надвор на состаноци, на формални и на неформални средби. И верувајте, ни поминува состанок каде што тие јасно не ни укажуваат дека навистина се соочуваат со сериозни потешкоти за да имаат барем приближно пристоен живот во Република Македонија. Групата која што фаќаме со овој амандман е на возраст од 26 до 65 години. Инклузијата скоро и да не е присутна во ниту една институција и тоа сериозно загрижува, заради тоа што ние не можеме да говориме за било каков социјален, економски, па дури ако сакате и политички напредок на Македонија, се додека ние овозможиме поинклузивно општество, а тоа подразбира навистина пристоен живот и на лицата со попреченост. Оно што го каже пратеничката Питкова, таа својот професионален живот и тоа како го помина во работа со лица со попреченост, токму во социјалните служби, и чинам дека кога го имаше нејзиното образложение, навистина беше доволно алармантно за да го разбереме, истовремено јасно за да разбереме потребата на овој амандман. Од економска перспектива ќе се согласите не само што не беа лицата со попреченост опфатени со антикризните мерки, меѓутоа верувајте дека и тие во однос на нивните потреби, ако што се однесуваат за пред се за здравствените предизвици со кои што се соочуваат, тие средства не можат да бидат доволни. Ќе верувам дека и овие средства, бидејќи станува збор за еднократна помош, секако дека нема да бидат во целост доволни, но ќе покажеме и на грижа дека еве собранието, пратениците се обиделе да ја разберат барем во дадена мера потребата која што треба да им улесни барем малку во оние предизвици кои што се соочуваат заради тоа што трошоците за живот се повеќе од 50.000 динари. Инфлацијата е секако двоцифрена, а сиромаштијата секој ден расте и кога ќе говориме за сиромаштијата, сите извештаи, еве како што спомена и пратеничката Питкова, да ги земеме и домашните, меѓутоа и меѓународните извештаи кажуваат дека таа е најприсутна кај социјално ранливите категории, кај лицата со попреченост и така натака и дека тие живеат во, верувајте, субстандардни услови. Чинам дека сите имаме одговорност да покажеме на поголема свесност за овие категории и навистина да го изгласаме овој амандман. Ви благодарам.